Во 2018 година, Агенцијата за вработување во својот буџет прибрала 3757 милиони денари, што е за 583 милиони денари повеќе во однос на претходната година. Но сепак, прибраните средства, наместо да се искористат за зголемување на обемот и средствата за спроведување на активните програми и мерки за вработување, истите воглавно се користат за исплата на средства за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатија во доминантна сопственост на државата, како и други видови паричен надоместок во случај на невработеност. Средствата за активните програми и мерки за вработување во 2018 година се зголемени за 154 милиони денари во однос на 2017 година. Но и покрај тоа, со некои од активните програми и мерки за вработување, опфатени се помалку невработени граѓани во однос на 2017 година. Во рамките на програмата за самовработување подпишани се 100 договори помалку во однос на 2017 за доделување грант, а со програмата за субвенционирање на плати вработени се од 30.244 до 30.260 лица помалку во однос на проектот Македонија вработува. Дека потрошените средства и обезбедените програми, мерки и услуги за вработување на начинот на кој моментално се спроведуваат не придонесуваат кон намалување на невработеноста и не ги даваат посакуваните ефекти, покажуваат и изјавите на 818 граѓани од 15 населени места во општините Битола, Тетово, Свети Николе и Струмица. Од 818 интервјуирани граѓани, 812 се невработени лица и само 6 се вработени како резултат на користење на активните програми, мерки и услуги за вработување. Од 812 невработени граѓани, 71% се долгорочно невработени или невработени повеќе од 4 години. 55% не се регистрираат во евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување, пред се заради недовербата во сервисите кои ги нуди Агенцијата и недовербата дека таа ќе им помогне да се вработат. Само 45% од невработените граѓани се регистрираат во евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување, од кои само 16% знаат дека имаат право да користат некоја од активните програми, мерки и услуги за вработување, а пак од оние кои знаат дека имаат такво право, само 5% користеле некоја од нив и се уште се невработени. Јас сум Арделина Алили, имам 25 години и живеам во Тетово, во општина која е лоцирана на регионот на Полог и сум невработена и регистрирана како невработена веќе 5 години. Заинтересирана сум да слушнам за тие корисни мерки што се земаат против невработување. Можеби тоа би ми помогнало побрзо да си најдам работа или да земам повеќе информации како е процесот на вработување и зошто имаме толку квадро на млади луѓе кои не се вработени, а се дипломирани. Нямам зарефики, гавшати Шипковиц, комунајте Тавас. Кам низете штадивје, пунјам чете двите. Но кјам региструвана ентем попусим, се псе мотра име, а ще региструвана да не купансува, на та да не купансува. Лескам пансим на аджинсонин, попусим паратърсуе, но кјам е региструвано. Јас сум Алимова Елвидан, од општина Свети Николе. Се пријавам редовно во Заводот за вработување, од 96-та сум редовно. Имам поднесено сега за овие мерките за самовработување. Трети пат више. Одбиена сум, ставена сум во резерва. Како ромка сум ја, ми рекоа дека може да бидеш ти прва од тие. А дојде време, ме ставија последна и дали ќе добијам. Нема никаков одговор зашто сум одбиена. Ние се занимаваме со земјоделие. Сами си произведуваме и си продаваме на пазарот. Сакаме да си земеме, мислам да земјоделски апарати, такви машини. Јас сум Павлина Божикова, живеам во село Давиле, имам 43 години и доаѓам од општина која е лоцирана во југоисточниот дел на Република Северна Македонија.
Невработена сум од 1994 година или повеќе од 25 години. Редовно се регистрирам во АВРМ веќе 25 години. Знам дека имам право да ги користам мерките, програмите и услугите кои што се планирани во оперативните планови на АВРМ, но досега немам ниту една искористено. Од мерките за самовработување дознав преку средбата која што се одржа во соработка со Организацијата на жени од Струмица. Не сум заинтересирана за да ја користам мерката за самовработување, бидејќи грантовите што се доделуват се многу мали и со овие грантови не може да се почне некој свој собствен бизнес. Не сум била досега повикана на ниту една обука од страна на АВРМ. Сум Сонја Манева од село Добрејци, општина Струмица, невработена и не се пријавувам во АВРМ. Повеќе од 20 години бев пријавена поради задоцнување од неколку дена, испуштање на датата што требаше да бидам пријавена. Бев исклучена и од тогаш веќе повеќе од 5-6 години не сум регистрирана. Делумно сум запознаена со тоа што нуди агенцијата, во контакт со Организација на жени во Струмица имаме информации за некои услуги што се нудат. Немам користено досега ништо. Сега не сум се пријавила последните 6 години, поради тоа што мислам дека нема да имам никаков ефект. Јас сум од Битола, имам 22 години, невработена сум и редовно се регистрирам во Агенцијата за вработување. Знам дека имам право да користам мерки, услуги за вработување кои ги нуди Агенцијата за вработување. Како например мерката практиканство која ја користев. За мерката практиканство дознав преку колегите од факултет кои претходно ја користеле мерката. Јас живеам во Битола, невработена сум веќе 5 години. Откако ми престана договорот, останав без работа. Редовно се пријавувам во Агенција за вработување како пасивен барател на работа на секои 6 месеци, веќе 5 години. Знам дека имам право да користам мерки, услови и програми за вработување на оперативниот план за вработување, како што се самовработување, практиканство, посредување при вработување, но никогаш ништо не сум користела. Никогаш не ми била понудена работа според моето образование. Ми беше понудена работа во конфекција, но јас ја одбив и од активен барател на работа, агенцијата ме префрли во пасивен барател на работа како што сум се уште денес. Во изминатата година, реално, мојот статус на вработување не се променил. Се уште сум невработена. Живеам во Битола, доаѓам од општина во која проблемот со невработеноста е веќе континуиран проблем. Во Агенцијата за вработување се пријавувам веќе 3 години. Преку програмата посредување со вработување веќе бев вработена. Тоа вработување траеше 1 година, со истекот на договорот јас повторно останав без работа. Барател сум на работа сега веќе 1 година. Редовно ги пратам мерките и активностите кои ги нуди агенцијата. Сум ја искористила мерката практиканство. Наредна мерка која ме заинтересира е програмата самовработување. Оваа година го испуштив рокот за пријавување на таа мерка, бидејќи не бев навремено информирана за мерката и покрај моето редовно пријавување како активен барател во Агенцијата за вработување. Од 6 вработени граѓани како резултат на користење на активните програми, мерки и услуги за вработување, 3 ја користеле програмата за самовработување, од кои 2 сметаат дека ја постигнала и 1 смета дека истата не ја постигнала целта. Едно лице ја користело мерката субвенционирање на плати и смета дека ја постигнала својата цел, а 3 ја користеле услугата помош при барање работа
и сите сметаат дека ова услуга ги дала посакуваните резултати. Добар ден, јас сум Тасев Емил, живеам во општина Свети Николе. Од 2002 година бев невработено лице. Во 2018 година бев повикан од Агенцијата за вработување за да се запознаеме за новите мерки за вработување. Ни беше понуден кредит до 5000 евра, кој што кредита не беше целосно подготвен од страна на агенцијата. Едноставно јас тоа го сватив како да ти дадат една мала помош, а од друга страна сите тие пари ти ги зима пак државата. Значи јас почнав да работам, но бидејќи сивата економија и кинеската роба, бидејќи се занимавам со текстил, не сузби. И затоа не можев да плаќам придонеси. При доделувањето на грантот, 3 месеца чекавме репроматеријали. За тие 3 месеца и самата агенција не ни објасна дека треба да си имаме претходно пари, да си платиме придонеси. Со самото губење на време, јас западнав во уште толку долгови. Со текот на 6-7 месечно работење, едноставно заглавив и сега не знам како едноставно ќе функционирам понатаму. Дали они ми претат дека ќе ме тужат, пошто е и нивно право, така стоеше и во договорот. Ама јас мислам дека нивните мерки се многу лошо направени. Едноставно ја го сватив тоа како младини, како невработени, еве ќе ви дадеме некои средства само да се брои во државата како да си вработен. Никаква помош друга немаш од нив. Едноставно они си ги завршат административните работи, другото ти оставуваат се на тебе. Едноставно, просто речено, како јагне меѓу волците. Па имавме обука, ама тоа не е, да речеме, некоја обука. Тоа ти е обука со 2-3 листа како да го почнеш бизнисот и како се префрлат и административните работи. Од кога ја регистрира фирмата, ни еден од агенцијата додека не поминаа 4 месеца не се јави да праша како е. Мислам дека повеќето треба да се работи со млади, како да организираат некакви состаноци, како да дојдеме до информации за конкурси за вработување, кои повеќе се позиции на кои треба квадро за вработување и слично. Треба се да се промени. Треба малце повише да се организират за ромите, мислам. Оно за сите треба, не само за ромите, али он никаква мерка не презима за нас, посебно за ромите. Мислам дека агенцијата треба да ги зголеми грантовите, отпочне некој свој собствен бизнес. Мислам дека треба да има подобар контакт со заводот и невработените лица, да бидеме подобро информирани, па да бидеме контактирани и ние, невработените и фирмите кои имаат потреба од вработување на лица. Според мене, сметам дека Агенцијата за вработување треба повеќе да ги информира и другите студенти, например преку презентации кои ќе се спроведуваат на факултетите, така што повеќе ќе ги информираат студентите кои што сакаат да ги користат овие мерки. Се надевам дека агенцијата би уведила некои
појасни начини со кои граѓаните кои сме без работа би се информирале навремено за активностите, за мерките кои ги нуди агенцијата, со цел да не се случи повторно да го испуштам рокот за пријавување и со таа цел наредната година се надевам дека преку таа мерка и би го решила мојот проблем со невработувањето. Јас сум незадоволен од оваа мерка. Мислам дека може да се во иднина подобре мерката со додавање на нови изготвување на нов закон за младите лица. Не само додели ги средствата, па чека и 4 месеца за репроматеријали, а ти ги барат придонесите. Фактички ти од самиот старта заглавуваш. Македонија, агенцијата се мали средствата тие за да едно лице невработено постигне нешто. Да има повеќе месечна обука. Би препорачал на никој да не се нафане да зема од таа мерка.